Добре, криптоентузијасти, како што знаете, ова е последното од овој мал циклус на 4 видеа за кои што разговараме за основните 4 валути, кои што се во нашето моментално портфолио и оние кои што и понатаму продолжиме да ги финансираме и да ги држиме се додека не утврдиме официјално дно на биткоин, како и на криптопазарите, со тоа што ова е последното од 4 видеа каде што претходно разговаравме прво за Ripple, потоа за ADA, за DOT и на крај разговараме за Ethereum, кој што е и најголемиот од нашите моментално нашиот дел на портфолиото, кој што според последниот пат кога го направивме, нели, овој пресек на портфолиото, имаше негде околу 50 до 51% од неговото портфолио. Сега. Нормално мораме да се вратиме прво на самото портфолио, како што и во претходните 4 видеа, би напоменал да ги погледнете, затоа што таму за секој од овие проекти даваме исцрпна анализа зошто моментално истите се дел од нашето портфолио и кој е нашиот план како за во моментов, така и за понатаму, зошто се толку профитабилни за нас во овој дел од најдлабокиот дел од bear маркетот. Со тоа што, како што рековме, Ethereum застапува 51% од нашето портфолио моментално. Значи, реално да разговараме, 51% застапува само заради тоа што на вториот пат кога купивме, а тоа беше во прилика 25% од нашето стейблкоин портфолио, беше алоцирано во Ethereum со цел да направиме, нели, профит со самиот мердж, кој што не се случи, да бидеме реални. Значи, ние купивме, проблемот што ние купивме негде овде, значи во овој сегмент од 1400 до 1500, ако не се лажам, со тоа што истиот се качи до 1700 и се симна надолу. Значи ние бевме некој мал профит, но истиот моментално е, да речеме, сме во некоја негатива од овој сегмент овдека. Некој не знаме реално видиме колку уствари сме во негатива од тој момент. Значи сме некој 15% по прилика негатива. Со тоа што, значи ќе напоменам уште еднаш, 15% кога би го споредиле со апсолутниот врв кој што го имаше Ethereum до моменталната цена и до цената во која што сме го купиле негде околу. Значи ние на моментот кај што сме го купиле Ethereum сме биле 68% надолу од претходниот all-time high. Значи 68-70% од претходниот all-time high за нас е сосема прифатливо и на тој начин ние уствари алоциравме голем дел од нашето портфолио во Ethereum, каде што стигнавме до 51%. Пред тоа неговата застапеност беше многу помала. Ако сте гледале нашите структури на портфолио видеа, тоа е серијална видеа каде што апдейтираме кога купуваме, што и зошто. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, 15% надолу воопште не е проблем кога станува збор за алоцирање на макро ниво, каде што ние очекуваме Ethereum да достигне многу поголема цена од $5000 во следниот bull маркет, кој што нормално доаѓа во циклусот 2024-2025 година, после халвингот на биткоин во 2024 година во мај. Значи, затоа Ethereum ни е една од главните главните делови од портфолиото. Првенствено, кога би споредиле Ethereum и останатите, значи чисто за да ви стане јасно која е поентата на држање на овие 4 валути, доколку не сте ги гледале нашите претходни видеа. Значи, овие 4 валути се топ 10 до 15 валути, кои што моментално имаат најголем маркет кап. Значи, Ethereum нормално има 154 билиона, за разлика од тоа, Ripple има 22, Cardano има скоро 19 и Polkadot има околу 7 прилика. Значи овие варираат нормално на дневно ниво. Значи овие не се избрани проекти затоа што истите се со дебел, значи roadmap позади нив, има огромен напредок во претходниот период и истите имаат многу добри изгледи за следниот bull маркет со оглед на фактот на тоа каква уникатна технологија имаат, кои се нивните предности и за истите, значи веќе разговаравме и затоа би ве поканил да ги погледнете нашите претходни видеа во кои што разговараме за овие три валути, Polkadot, Cardano и Ripple, додека во овој нормално разговараме за втората по големина валута која што е масивен претендент во овој криптопазар и како таква е, значи, да речем, постојано е скоро второ место, каде што самиот маркет кап ни дава сигурност, значи одека се враќаме на поентата зошто овие 4 криптовалути, што е основната цел поради која што ние моментално финансираме овие криптовалути, а тоа е кога финансирате во поголеми маркет капови, вие го намалувате ризикот поради тоа што ваквиот голем маркет кап ни помага во намалувањето на ризикот кога станува збор за диференцирање на вашето портфолио пред завршување на самиот bear маркет. Со тоа што во оваа ситуација вие фактички и да се случи некаков пад,
ќе паднете многу помалку затоа што самиот маркет кап пружи заштита, за разлика од доколку пример финансирате во било кој од подолните коини на оваа листа. Значи колку е помал маркет капот, толку е поголем ризикот дека ќе бидете комплетно ликвидирани. Односно самиот маркет кап нуди поголема заштита во однос на можноста одреден проект да банкротира, така речем. Значи, затоа и ризикот нагоре е исто така многу помал во однос на наградата. Односно, кога да речеме Етериум би почнал да се движи нагоре, за ние да добиеме, например, прост пример, да го дуплираме нашиот влог, значи треба маркет капот на Етериум да се дуплира, односно да стане од 150 билиони да стане 300 билиони за ние да би добиле дупло на нашата заработка. Значи во оваа ситуација нормално дека кога ризикот е помал и заработката е помала, затоа што замислете вие треба да дојдат уште 150 билиона во овој маркет кап за ние да добиеме дупло од нашата награда. Додека кога би го споредиле тоа да речеме со Трон, прост пример, значи од 5,5 билиона само би требало да дојде уште 5,5, што е многу поедноставно и многу помала количина на пари е потребна за вие да добиете дупло од вашата награда, но во исто време и многу помалку пари треба да се изгубат за вие да изгубите се што сте финансирале во оваа криптовалута. Затоа, кога се движиме во ваков тип на пазар, кај што се наоѓаме на дното на самиот пазар, е многу по-паметно и многу по-мал ризик да финансирате во криптовалути со големи капови, каде што, например, и да има падот многу по-мал и многу по-недраматичен за разлика од подолните криптопроекти, каде што падот би бил многу по-страшен. Значи, тоа е тој прост пример каде што кога да речеме биткоин паднува 1 или 2%, останатите паѓаат 5 или 10%. И колку е помал маркет капот, толку е поголем процентот во кој што истите паѓаат. И обратно, кога истиот се движи, значи првиот на листата се движи нагоре, 1 или 2%, останатите се движат 5, 10 па и повеќе во однос на тоа колку е помал маркет капот. Со тоа што откако ќе утврдиме дека оваков тип на коини ни помага многу повеќе да го стабилизираме нашиот ризик во длабокиот дел од било кој bear маркет, без разлика дали е тоа во криптовалути или е тоа во, да речем, хартија од вредност или слично, значи секогаш е подобро кога пазарот се движи надоле, ако веќе сакате да инвестирате, за да направите соодветен DCA, да го правите тоа во случајот валути или пак да речеме кога станува збор за хартија од вредност, компании кои што има многу поголема вредност, која што знаете дека нема шанси или барем многу мала веројатност дека истата ќе се намали драстично. За разлика од тоа проекти кои што се со многу помал маркет кап, има многу поголема шанса да се случи тоа со нив. Така да во оваа ситуација затоа ние го намалуваме ризикот преку инвестирање во ваков тип на проекти. Сега, да се вратиме уште еднаш на фактот на DCA. Значи ние постепено инвестираме затоа што никој не може точно да определи кога ќе биде дното на овој пазар. Поради таа причина, значи примивме неколку прашања, сакам само уште еднаш да се навратам назад затоа што верувам дека многу од вас ги немаат гледано нашите видеа претходно. Би сакал уште еднаш да напоменам дека паметно е да се вратите назад низ нашите едукациони видеа, затоа се подредени со број, со цел да можете да видите зошто уствари е вистинската стратегија која што моментално ја правиме, а тоа е DCA на макро ниво, каде што ние фактички инвестираме постепено како се движи пазарот надолу, со цел да направиме по-блиско алоцирање до дното на овој пазар. Но тоа не можеме да го направиме ако ние чекаме во еден момент да ставиме се, затоа што никогаш не може да знаете дали пазарот ќе се предвижи уште надолу, затоа е најпаметно, затоа се враќаме на оној момент кој што претходно кажавме, да практично гледате. Значи ние фактички сме купиле во овој сегмент, сега да го повторно отиде пазарот ќе алоцираме повторно. Но на тој начин вие алоцирате се поблиску и поблиску до евентуалното дно на пазарот, а во случај да дното е веќе постигнато, вие веќе сте алоцирале блиску до него и цената почне да се движи нагоре, вие повторно ќе алоцирате блиску до дното затоа што се уште цената е многу далеку од претходниот all-time high, односно барем 70-80% од претходниот all-time high во Ethereum, а и повеќе во останатите криптовалути во кои што не вложуваме. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Целта на овие проекти и нашето постепено алоцирање на средства е со цел да алоцираме што поблиску до потенцијалното дно на овој пазар. Затоа што никој не може со сигурност да каже каде ќе биде дното. Тоа е и проблемот. Значи, вие ако чекате да го достигнете дното, може да се деси, да се случи волатилна корекција, во која што да речеме цената ќе се коригира нагоре многу повеќе и на тој начин да пропуштиме шансата. И на тој начин фактички овој DCA кој што го правиме на овие помалку ризични валути ни помага да се пласираме на најдобра можна позиција
во дното на овој bear market, затоа што никој не може точно да прецизира каде ќе биде самиот bear market, а на тој начин нема да го пропуштиме дното, туку ќе се алоцираме се повеќе и повеќе до самото дно. И да сме го пропуштиле или веќе сме алоцирале претходно и сме се поставиле за следниот bull market во соодветна позиција. Значи, тоа е кога веќе сте алоцирале првенственото портфолио кое што е било во стейблкоин. А потоа, откога ќе го утврдиме дното на биткоин, ќе ги диверифицираме оние кои што ги имаме веќе. Значи, овие 4 големи портфолија во Ethereum, Polkadot, Cardano и Ripple, ќе ги диверсифицираме во останатите проекти кои што ги имаме овдека и на тој начин фактички ќе го зголемиме ризикот на нашето портфолио, но го зголемуваме откако сме го направиле веќе дното на биткоин пазар. Значи, на тој начин фактички ние веќе кога го зголемуваме ризикот, го зголемуваме кога веќе сме утврдиле дно и сме влекле во следниот bear market. Bull market, извинете. Значи, затоа е битно да го правите финансирањето надолу за утврдување на биткоин дното со поголеми маркет капови, проекти кои што имаат поголеми маркет капови, додека кога веќе сме го утврдиле и почнуваме се движиме нагоре, го диверзифицирате во помали маркет капови кои што може да ви донесат поголем профит во движењето на овој bull market нагоре. Значи, тоа е главната стратегија. Доколку на некого не му е јасно, тоа е она што моментално се обидуваме да го направиме. Нормално, значи како што може да видите и самиот канал ово го прави во циклуси, односно првенствено, значи гледате дека моментално во овие неколку месеци наназад се фокусираме исклучиво на утврдување на дното. Откако ќе го направиме тоа, тогаш веќе ќе почнеме да разговараме за диверсификација на самото портфолио и за негово разложување на многу повеќе други проекти, на многу повеќе други категории за кои што нели постојано разговараме. Значи може да видите дека сме стасени до 12 од 16 видеа, останате се уште 4, каде што ги представуваме сите потенцијални категории со нивните најдобри проекти кои што досега на пример се покажале во претходниот bull market и во нели досегашната работа со крипто. Така да, значи тоа е главната стратегија од која што понатаму ќе преминеме на вториот стадиум, каде што ќе почнеме да го диверсифицираме нашето портфолио и затоа е паметно да останете со нашиот канал. Нормално, ова е само информација, на тој начин и вие учите, нели, што да правите со вашето портфолио. Значи ние не ви кажуваме, ова не е сигнал, ова не е да треба да го базирате вашето портфолио во однос на нашето, туку е на некој начин соработка со вас како заедница за двете страни да добијат така речено идеја за тоа што да прават во еден bear market, како најдобро да се постават, со најмал ризик и со најголем потенцијал за следниот bull market. Сега, значи Ethereum, зошто Ethereum? Значи за останатите веќе објаснивме, но за Ethereum самиот по себе е на некој начин многу потешко, но и многу полесно во исто време, затоа што станува збор за првенец на маркетот. Значи Ethereum, знаете и сами, е крипто проект со масивен екосистем, најголем во моментално во светот, со масивен обем на проекти, без разлика дали станува збор, како што може да видите во оваа ситуација, значи дали е тоа менувачници, дали е developing tools, услуги, стейблкоини, значи Ethereum како систем, како екосистем има се. Со тоа што, значи, и оние првенци во овие категории се најголеми во било кој сегмент од моментално надпреварот, како што е да речем крипто категории на менувачници. Најголемите менувачници пак вака или така се наоѓаат моментално на Ethereum. Дали е тоа DeFi, значи проектите кои што се наоѓаат на Ethereum се нормално, повторно најголеми. Дали се wallet-и, дали се стейблкоини. Значи зборуваме за најмасивните, најголемите проекти во криптоиндустријата, каде што екосистемот како таков Ethereum е најразвиен. Сега, интересно е тоа што ова потекнува не толку од квалитетот, затоа што знаеме и сами дека самиот Ethereum по себе има доста помала брзина, значи сето ова, значи како по-стар проект, затоа и се вели смарт контракт или генерално криптовалути од која генерација. Значи првата генерација нормално како и секогаш представува биткоин, додека сите останати понатаму се практично вградени во оваа втора генерација на крипто, кои што до ден денес работат нормално, каде што повторно мораме да гледаме дека први се Ethereum, Ripple, Tron, значи ова се проекти кои што настапуваат како втор бран во развојот на криптосферата и нормално веќе трета генерација ни се Solana, Cardano, сите оние кои што веќе потекнуваат од овој трет булран, така речено, кај што почнуваат да станат многу попознати во самиот трет булран. Сега,
идејата за Ethereum самиот по себе со неговата на некој начин застарена технологија се уште е активна и се уште е еден од најдобрите затоа што е прв на пазар. Значи тоа е она работа која што е непобитна кога станува збор за одредена индустрија. Значи знаете и сами, најчесто оние кои што се први на пазарот дури да немаат толку квалитетен производ затоа што се единствени, го земаат целиот тој пазар за себе, а кога ќе дојдат компетиторите дури и да имаат подобар производ, им е потребно многу повеќе време за останатите, значи овие проекти, за да се одлучат фактички да преминат во нивните компетитори. Сега, каде е уствари проблемот овде? Посебно во криптосферата, сите овие проекти кои што ги гледате овде, кога речем како екосистем на Ethereum, се пишувани во посебен програмски јазик. Значи сите овие проекти се пишувани во Solidity. Тоа е уствари јазикот кој што Gavin Wood, креаторот на Polkadot, на почетокот го има креирано за Ethereum и како таков е така речено прв јазик кој што направил смарт контракти и кој што направил екосистем кој што може да се гради врз основа на технологијата на самиот Ethereum. Со тоа што многу е тешко да треба да го репрограмирате целиот овој проект кој што го имате со цел да може да преминете на друг екосистем. И моментално се уште напорно се работи на воспоставување на овие мостови помеѓу екосистемите за да можат и самите проекти едноставно да преминуваат од еден на друг блокчейн, што сега за сега се уште е многу тешко. Што значи дека во оваа ситуација ви имате проблем каде што некој треба целиот овој проект да го репрограмира со цел да ја премести целата оваа вредност од еден на друг блокчейн, каде што многу од овие проекти се откажуваат. И затоа дури и Solana и Cardano и кој да е нов блокчейн кој што има многу подобар перформанс, брзина на трансакции, сигурност, scalability, значи џабе е се кога они треба да го преработат целиот овој проект за да може да преминат на тој блокчейн. Така да, поради оваа главна причина, многу проектите и понатаму остануваат со Ethereum, дури и да има многу помал перформанс, за разлика од останатите, да речем, трета генерација на криптовалути. Така да, тоа е првата и главна причина поради која што ние сме сигурни во вредноста на Ethereum и знаеме дека истиот нема да изгуби, затоа што е многу голема тежината на некој начин да се премине од овој екосистем во друг поради ова, значи самиот програмски јазик. Значи, секој екосистем има свој програмски јазик, дури да користи, некој да речеме имаат и повеќе. Но идејата е дека репрограмирање од еден во друг програмски јазик е многу тешка работа. Од друга страна, девелоперите кои што ги имате во сопствениот проект, многу често се да речем стручњаци за Solidity, но доколку го сакаат да преминат на Cardano, каде што е Bluetooth јазикот, каде што е многу тешко да се преедуцираат во сосема друг јазик, значи затоа и многу од луѓето одбиваат да го направат. Замислите вас, од девелоперите ќе ви се откажат ако треба сега најнаш да преместат се во друг јазик кој што уште не им е ни познат. Значи тоа е втората многу битна причина по која што самиот проект нема да се нафати. Значи вас ви треба комплетно нов тим на луѓе кои што се стручни во овој нов јазик за да може да го репрограмира вашиот проект. Така да гледате, значи тоа е она предност на прв на пазарот која што моментално гази. Значи може да видите дека во споредба со останатите, значи Ethereum, еве да ги споредиме со останатите екосистеми. Со тоа што доколку ги споредиме еве и со вториот по големина екосистем по market cap нормално, кој што е BNB, односно Binance Chain, каде што имаме 43 билиона, значи е скоро 3 пати помал од самиот market cap на Ethereum. Значи, а да не разговараме за останатите каде што имаме Cardano со 11, кој што е 15 пати помал, Solana со 10, кој што е исто така 15 пати помал, горе-доле. Значи тоа е оно што сакам да ја кажам дека како екосистем моментално гледате дека огромен дел од парите се моментално внесени во него, а за неговата големина исто така сведочи и оваа слика. Сега јас се обидов да најдам информации по да видам екосистем по трансакции кој е најголем и ова е едно од единствените кои што успеав да ги најдам најсвежи информации за жал од првата четвртина од 2021 година, тоа е трите месеци, јануари, февруари и март, каде што може да видите која е големината по трансакции на екосистемот Ethereum за разлика од сите останати. Значи јас знам дека е малку стара, но ова е само за да ви покажам колку е голем за разлика од останатите, значи колку е активен за разлика од останатите. Гледате овде. Значи имате Ethereum и имате комбинација од Wrapped Ethereum, кој што исто така е Ethereum, само што е користен на други блокчейн мрежи, со тоа што Wrapped Ethereum повторно е трансакциите припаѓаат на самиот Ethereum затоа што потекнуваат од самиот Ethereum. Но нормално оваа вредност на Ethereum се користи на други мрежи, каде што е заклучена вредноста на основниот Ethereum кој што вие сте го дале,
а во сооднос на истиот минтате нови коини на тој блокчейн кај што сакате да го користите. Затоа е wrapped, односно е заклучен за да може да користите противвредност на друг блокчейн токени за онаа вредност која што се заклучиле во Ethereum. Но генерално може да видите дека неговата големина е поголема и од Ethereum и од Bitcoin, и тоа основниот Ethereum. Значи единствено стейблкоините се поголеми од Ethereumот во број на трансакции и во големина. Гледаме дека имаме Litecoin, Link, Ripple и останатите овдека по број на трансакции кои што моментално се користат во светот. Ова е само за пример, значи да ви покажам колку е голем Ethereum како компетитор во самата криптосфера. Значи каде што гледате неголемиот број од трансакциите одат преку Ethereum. И тоа дури со неговата бавност која што има, значи зборуваме за со тоа фактички ви покажуваме првата од причините, значи покрај тоа што зборуваме за еден од првите во самиот криптосвет, покрај тоа што станува збор за првиот кој што направил смарт контракти, од кои што самите проекти не сакаат да се откажат поради тежината на репрограмирањето на целиот проект. Значи ви покажуваме кој е обемот на Ethereum и кој се, значи кој е обемот на трансакциите во однос на сите други криптовалути заедно, значи Ethereum буквално е тој, значи повеќе дури од Bitcoin во трансакции, нормално. Сега сакаме да ви покажеме кој е роудмапот поради кој што ние одлучивме дека треба да инвестираме повеќе во Ethereum, барем на почетокот на самиот bull market, со цел да бидеме сигурни, а да имаме и загарантиран профит во однос на иднината на самиот криптосвет, па дури и да остане само во Ethereum, ние сме сосема сигурни во неговата иднина. Сега, зошто сме, значи, сосема сигурни? Никогаш не може да бидете 100% сигурен, но она што моментално го гледаме, значи ако се кејат сите кажува, ако не помине мрџот, тоа е тоа, крај за Ethereum, ете, мрџот помина. И да не поминеш, ја не верувам дека ќе се случи. Тоа но во секој случај. Со тоа што преминот од Proof of Work во Proof of Stake е првиот чекор од останатите надграби кои што понатаму треба да се случат на Ethereum мрежата, каде што тоа уствари беше мрџ, значи првата надграба, каде што веќе успешно се интегрира, значи Ethereum од Proof of Work, односно престана да користи майнинг во Proof of Stake, каде што почна да користи нодови, и за тоа можете подетално да видите, че имаме многу видеа каде што разговараме во детали за самиот мрџ и што уствари истиот, нели, ќе донесе на пазарот, со тоа што се уште брзината и scalability, односно големината на самиот на обемот на трансакции кои што може да ги превземе, се уште не се променети, односно самиот Ethereum и понатаму зависи од layer 2 солуции со цел да ја намалат цената на трансакцијата и да ја зголемат брзината на трансакциите. Но тоа е само прв чекор, значи тоа што самиот го променил концептот на работа Proof of Stake му дава многу поголема слобода да може понатаму да се развива со цел да фактички ги надгради собствените капацитети за следниот bull market и за овој обем на значи апликации dApps кои што го има на него како најголем екосистем во светот. Со тоа што, значи мрџ е комплетиран, следниот е Surge. Нормално, мрџ е сега, пред да продолжиме само значи со овие 4 уште апдејти кои што треба да се случат, значи да напоменеме која е главната работа која што нас не натера со мрџот да инвестираме. Значи да, краткорочно знаеме сите дека очекувавме голем профит, но тоа не се случи, иако станува збор за голем профит кој што може да биде решен да се дуплирате во средината на bear market, кој што е скоро па невидено. Но најголемиот профит кој што вие ќе го добиете со мрџот од Ethereum ќе дојде во следниот bull market. Значи еден дел од тоа е математиката на неговата токенизација за која што ќе разговараме заедно со овој Ethereum burn механизам, кој што е за горе-доле крајот на видеото. Додека вториот дел е намалувањето на конзумцијата на енергија за 99, дури повеќе, 99,95. Толку се намалува потрошувачката на електрична енергија за производство фактички на Ethereum од POW во POS. Со тоа што моментално имаме глобална борба за регулатива за крипто. Во исто време имате ISO 20022 кој што постојано ги споменувам, но битно зошто? Замислете во моментот кога конечно на корпорациите и институциите ќе им биде дозволено да купуваат крипто. Што би купиле они? Реално време. Што 200 проект, 100 проект? Не. Одма ќе се финансираат и ќе се усредоточат на првиот и вториот. Првиот затоа што е store of value, значи биткоин самиот по себе по дефиниција е store of value, односно коин кој што ви ја зачувува вредност.
А вториот е најголемиот екосистем, најголемиот смарт контракт на сите времења, Етериум. И самиот по себе нуди сигурност која што институциите ја бараат. Значи институциите не бараат 3000% профит. За институциите и да добијат 300% профит е огромен профит, затоа што станува збор за огромни пари кои што ги внесуваат. Така да нивниот ризик не им дозволува да си дозвола таков тип на пари да внесат на 300 на 500 проект. Може да го внесат на првите топ 10, каде што нормално значи самата алокација ќе биде секогаш прво на биткоин, па потоа на етериум, па што ќе остане на останатите. Така да, кога ќе добиете масовна регулатива, кога ќе добиете ISO 20022, каде што финансиските институции примаат и работат со криптовалути, автоматски институциите и корпорациите влегуваат на пазарот и прво ќе влезат во овие две валути. Биткоин и етериум, сакали или не, тоа е реалност. Така да, значи со ова намалување на електричната енергија, автоматски етериум добива многу поголема шанса за внес на капитал во него, затоа што за разлика од биткоин, моментално етериум е eco-friendly. А биткоин за разлика од тоа има многу поголема потрошувачки, има многу поголем карбон футпринт и затоа многу од корпорациите ќе гледаат да го избегнат, затоа што на тој начин, значи они негативно влијаат на општеството и затоа може да бидат само казнети од сопствените држави. Така да кога имате eco-friendly варијанта кој што ќе ви понуди повеќе или поголем потенцијал за профит, за разлика од тоа имате биткоин кој што е store of value, но во исто време може да ви донесе негативни поени кои што може многу лошо да се одразат на вас како компанија. Значи многу едноставно вие би посегнале кон етериум, затоа што станува збор за намалување на конзумцијата од 99,95%. Значи гледате колку тоа е примамливо за оние корпорации и финансиски институции кои што ќе влезат на пазарот кога конечно ќе има регулатива и финансиска структура. Значи затоа етериум ќе биде главниот проект во кој што ние очекуваме на вистина голем дел од институциите и корпорациите да влезат. Така да, во оваа ситуација тоа е една од главните причини поради кои што етериум е голем дел од нашето портфолио, затоа што очекуваме голем прилив на институционални и корпорациони финансии во следниот bull market. Затоа што ќе имаме масовна адаптација, значи доаѓа, нема бегање, моментално самиот регулативата која што гледаме на пазарот и овој ISO 20022 се две од најбитни причини кои што ни покажуваат дека масовна адаптација ќе има. Сега, тоа беше значи, од моментот на тоа што очекуваме корпорациите и институциите да влезат. А сега да разговараме за неговиот напредок како проект во однос на roadmap. Во однос на roadmap рековме дека Merge, ова е причините поради кои што Merge беше многу позитивна работа која што успешно ја направија пред овој bull market и верувам дека тоа многу ќе им донесе позитива во однос на ова 99,95% помалку електрична енергија. Вториот сегмент за Merge, како што рековме, ќе разговараме во следниот дел од видеото, каде што ќе разговараме за токеномијата на самиот етериум и неговото производство и горење на коини. Но во меѓувреме прво сакам да разговарам за самиот значи пат кој што го има како развој, а тоа е значи одма после Merge веќе е започнато со работа Surge, односно тоа е вториот чекор од развој на оваа валута во Proof of Stake. The Surge представува конечно, значи зајакнување на мрежата на Ethereum, затоа што како што рековме моментално и fees, каде во овој сегмент веќе Ethereum нема да зависи од значи постојано од Layer 2 солуции, со цел да ги забрза трансакциите и да го намали фито, каде што во Surge ќе се одвива развивањето на Ethereum во шардинг. Односно целиот систем на Ethereum ќе биде разделен на шардс, односно тоа се парчиња, фактички би било шард, би било парче од самиот блокчейн, каде што главниот блокчейн постојано функционира по истиот терен, значи истиот нема да биде променет. Но на главниот чейн, значи имаме beacon chain на кој што се поврзани овие шардови, кои што самите по себе се својствен сам по себе блокчейн, кој што е паралелен со овој main chain и сите овие трансакции се враќаат назад на main chainот, но нивната брзина е многу побрза затоа што секој од нив својствено делува како сам блокчейн. И понатаму, значи колку време да е потребно да се запишат овие трансакции на main chainот, не е битно. Битно е колку е потребно истите да бидат напишани на шардовите. Затоа што шардовите сами по себе самостојно делуваат како блокчейни, како собствен леџер. И они имаат само дел од леџер книгата, која што потоа се запишува на
главниот леџер, односно на beacon chainот и на main chain. Така да. Значи ние ќе направиме подетално видео каде што ќе го објасниме овој sharding процес, но во овој момент само треба да објасниме дека идејата на Ethereum е главниот чейн на Ethereum постојано останува ист, но понатаму се развива во степен каде што шардингот, значи самите по себе овие шардови кои што ќе работат како самостојни блокчейни, да ги запишуваат овие трансакции многу побрзо и потоа да ги враќаат назад на главниот чейн каде што ќе бидат запишани на главниот леџер. Сега, во оваа ситуација конечно ќе имаме значи многу поголем скейлинг, односно ќе може многу повеќе трансакции да обработува во исто време. Значи на тој начин фактички во следната надградба дури конечно Ethereum ќе ги подобри и обемот на трансакции, а со тоа и цената на самите трансакции, односно фито ќе биде многу помало. Тоа е Surge, значи тоа е вториот дел кој што очекуваме да се случи нели во иднина, додека понатаму, значи имаме уште три различни, меѓу кои имаме Verge и Purge и последната е Splurge. Ја знам дека малку смешно изгледаат, но ете тоа е бутерин, утекнало, нели, си ги измислил. Сега, Verge и Purge, значи нема да навлегуваме во многу детали. Идејата на Verge и Purge е да се подобри перформансот и начинот на кој што работат нодовите, односно да се намали леџерот кои што ќе го имаат истите, значи имаме многу такви моментално блокчейни каде што нодовите не го поседуваат целиот блокчейн, како што е например примерот со Solana, каде што имаат само дел од самиот блокчейн кој што им е потребен да работат, односно историја од да речеме недела или еден месец наназад. Затоа што моментално, значи чисто ви покажам која е разликата. Значи имаме 970 до отприлика 1 тера. Значи 1 тера е голем леџерот на Ethereum кој што мора да го имате за да може да бидете нод. Значи вие мора да го имате целиот леџер за и понатаму да ги запишувате трансакциите, односно копија од истиот. Каде што со понатамошниот развој во Verge и Purge, вие нема да имате потреба да го имате целиот леџер, односно ќе имате потреба само да имате, да речем, еден месец наназад историја или една недела. Сега не знам како они ќе го направат, тоа нормално ова е се уште концепт, они се уште работат на него, но идејата е дека на овој начин ќе ги подобрат нодовите и ќе може многу повеќе нодови да се отворат затоа што вас нема да ви биде потребен огромен простор за да ги зачувате сите овие податоци. На тој начин се ограничува бројот на нодови. Замислете, вие треба да имате 1 тера на вашиот компјутер само за да го соберете моментално леџерот кој што постојано расте. И они се свесни за тоа и затоа се обидуваат тоа да го намалат со цел нодовите да можат да работат многу подобро и да имаат многу подобар перформанс за разлика од овој момент каде што да речеме меморијата на некој начин го намалува бројот на нодови кои што можат да си дозволат да резервираат 1 тера само за да го запишат фактички за да го има леџерот на Ethereum. Сега, значи Verge и Purge кога веќе ќе се дозволи и ќе се подобри работата на нодовите и ќе се зголеми бројот на нодовите, на тој начин ќе се зголеми и капацитетот на самата мрежа, односно многу повеќе нодови, многу поголем број на валидации, многу побрзи валидации и на тој начин ќе се зголеми и брзината и нормално повторно ќе се намали самиот фи затоа што има многу повеќе нодови. И на крајот Splurge е фактички значи истиот нема некој голем концепт на тоа што ќе се прави во оваа ситуација, во она што го проверив, Splurge представува синхронизирање на сите овие 4 сегменти до сега, односно Merge каде што се претвара Ethereum од POW во POS, потоа рековме Surge каде што се прави sharding системот, Verge и Purge каде што се подобруваат нодовите, Splurge треба да представува завршен момент каде што ќе се подобри целата оваа мрежа. Затоа и буквално ова е многу интересно што го велат. Вели, значи луѓето кои што поседуваат биткоин велат дека истиот е 80% веќе развиен од максимумот колку што може да се развие, додека за разлика од Ethereum верува дека е само 40% развиен, односно комплетиран. Тоа е работата која што ние постојано кажуваме дека најтешкиот дел, промената од POW и POS е завршена. Сега почнува надграбата каде што Ethereum блокчейнот ќе станува се подобар и подобар. Така да од оваа причина можеме да кажеме дека Ethereum има многу поголем пат пред себе за разлика од биткоин во однос на развој и со тоа и потенцијал за негово, нели, развивање и, нели, сето тоа ќе дојде со потенцијален профит. Затоа што овие сегменти веќе не се прашање на дали ќе постои или не. Ова е само прашање на кога ќе бидат надградени. Со тоа што шардинг, односно вториот дел, е веќе најавен за 2023 година. Реално, значи Ethereum уште сега почна да кажува дека можеби не, ќе видиме, тешко за 2023 година, но секако, значи ова е еден од официјалните податоци, затоа што ова е Ethereum самата страна, значи шардинг се најавува за 2023 година, се уште не е најавено кога, но очекуваме дека во следната година
Можно е, значи затоа што со Ethereum од 2015 и 16 година требаше да имаме POS, но тоа не се случи нормално, затоа и не можеме да бидеме сигурни кога, но самото тоа што имаме roadmap пред нас и самиот Ethereum се развива постојано е уште еден доказ дека е добро да си има Ethereum во собственото портфолио, затоа што нуди минимален ризик за разлика од останатите проекти, а максимална заработка во однос на ризикот кој што го нуди. Значи ви имате минимален ризик за нешто да се случи на самиот Ethereum блокчейн, а максимална заработка затоа што можеби нема да заработите колку што би заработиле кога би финансирале во не знам Polygon, така? Но во исто време немате ни толку ризик колку што е присутен кога би инвестирале во Polygon. Така да тоа е една од добрите работи кои што ги има Ethereum. Доколку сакате да бидете инвеститори, не сакате премногу да се замарате, доволно е да внесете во Ethereum и да оставите да си врти, значи буквално, како што велат кај нас. Сега, следниот сегмент кој што е многу битен за нас е самата токеномија, односно токеномикс на коинот Ethereum. Односно, колку имаме во циркулација, дали истиот е инфлационен или дефлационен и можеме да видиме значи моментално како изгледа неговата иднина во однос на математичкиот приказ на тоа што се случува со неговите токеномија. Значи во почеток, значи гледаме дека Ethereum во однос на CoinGecko и неговите најнови информации во циркулација моментално има негде околу 120,5 милиони коини. Значи 120,5 милиони коини имаме низ целиот свет Ethereum моментално произведени, изминтани. Со тоа што знаеме дека постојано самиот Ethereum и понатаму минта нови коини за одржување на самата мрежа. Значи, вие добивате Ethereum како награда за одржување на мрежата. Пред тоа POW, майнерите, со нивното копање, фактички ги решаваат оние алгоритмички загадки, за да им биде дадена награда да го запишат блокот и при тоа да го земат Ethereum како фи од она што го запишале новиот блок на Ethereum трансакции. За разлика од тоа, моментално нодовите вршат валидација, каде што поголемиот дел, односно 51% од нодовите треба да валидираат одредена трансакција и да ја проверат дека е истата автентична и за тоа добиваат фи во Ethereum, кој што го добиваат како награда за запишување на овој блок. Со тоа што има посебен механизам кој што рандом определува кој нод ќе добие нели шанса да го запише овој блок, не е како претходно, че претходно колку ви поека машината, толку поголема шанса дека вие ќе го запишете затоа што побрзо ќе реши алгоритмичката загадка, додека за разлика од тоа моментално, значи имаме ситуација во која што автоматски системот по рандом, значи едноставно обира некој од нодовите кој што ќе ја запише оваа трансакција откако ќе биде валидирана и затоа ќе добие соодветно фи. Исто така имаме голема разлика во однос на тоа колку е големо фито кое што е фактички добиено. Сега, каде е големината разлика? Значи, execution layer претходно, кога имавме POW, значи на годишно ниво беа минтани околу 4,9 милиони Ethereum токени. Со тоа имавме инфлација од околу 4,13%, односно, значи вашиот Ethereum, доколку сте чувале на годишно ниво Ethereum и ништо, значи само сте чувале, да речеме дека цената не се променила. Вие ќе ги изгубите 4% од неговата вредност на годишно ниво само заради тоа што имаме постојано нови токени, значи на годишно ниво околу 4,9 милиони токени се ново произведени и со тоа ја бутка на цената на Ethereum за 4% надолу. Значи вие фактички губите постојано од вредноста на Ethereum кој што го држите, само затоа што го држите и мрежата постојано произведува нови токени. За разлика од тоа, значи моментално имаме производство на само околу 600,000, ќе заокружиме на 600,000 Ethereum токени на годишно ниво. Значи затоа и се нарекува triple halving. Ако сте гледали нашите видеа за Ethereum merge, ова сето го обработивме таму, но нормално мораме да го обработиме повторно за да ви биде јасно. Доколку сакате детален приказ на ова, вратете се на нашето видео за Ethereum merge, че многу едноставно е да го најдете, кај нас во едукационите видеа имате се, значи подредено, само треба да поминете преку самата плейлиста и ќе најдете се што ви е потребно. Сега, значи што е уствари идејата на triple halving? Каде што моментално фисот се многу намалени и нодовите добиваат многу помал фи за нивната работа, за разлика од POW, односно майнерите, но во исто време и майнерите трошат многу повеќе пари за да платат електрична енергија за да можат да го направат мајнингот и да ја држат стабилна мрежата на Ethereum. За разлика од тоа, со многу помала конзумпција на струја кај нодовите, имаме многу помала потрошувачка. Затоа и фисот не мора да биде толку голем за нодовите да бидат задоволни и да продолжат да работат и на тој начин да држат мрежата стабилна, а при тоа да добиваат соодветна награда за тоа. Сега,
Значи, вие наеднаш имате намалување на наградата од 4,9 милиона на 600.000. Тоа е трипл халвинг. Зошто? Кога би го направиле 3 пати половина, наградата кога би ја намалиле 3 пати за половина, значи имаме од 4,9 негде 2,5 да земеме. Значи чисто да заокружиме. Од 2,5 вториот халвинг е на 1,25 и третиот халвинг од 1,25 би бил околу 600.000. Значи, на тој начин, од каде е халвингот? Ова е исто како биткоин халвингот. Само што биткоин на секој 4 години прави еден халвинг, односно се намалува само за 50% наградата, додека овдека имавме директно 3 пати намалување на наградата во истиот момент кога истата се промени од POW во POS. И затоа имаме моментално 600.000 произведени токени на годишно ниво. Каде е сега добриот момент во целата оваа ситуација? Значи да направиме една основна математика која што јас овдека ја запишав моментално на да речем sticky note, чисто за да видиме што се случува. Сега, проблемот во ситуацијата е што моментално ја немаме страната за Ethereum Burn затоа што истата е укината од моментот на остварување на марџот. Не знам зошто тимот одлучил веќе да не ја чува значи самата страна. Сега, значи моментално имаме многу намалено производство на Ethereum на годишно ниво. Рековме 600.000. Со тоа што да не заборавиме дека со изгласување на EIP 1559, а тоа беше фактички предлог со кој што ќе се гори Ethereum од секоја трансакција која што моментално била остварена, односно дел од трансакцијата наместо да биде даден како награда ќе биде пратен на непостоечки wallet. На тој начин веќе никогаш не може да биде вратен назад и на тој начин се намалува supply-от, односно се намалува количината на circulating supply на Ethereum на пазар. Така, со тоа што моментално, значи од почетокот, тоа е август 2021 година, имаме 2,6 милиони Ethereum изгорени како токен. Така, од целосниот supply од 120,5 милиони, значи тој би бил сега моментално отприлика 123. Значи доколку овие би биле во циркулација, така би бил зголемен и на тој начин би се намалила вредноста на Етериумот на пазарот за 4%. Но значи ќе направиме една проста математика, каде што ќе речеме, значи да земеме дека во претходните 14 месеци откако е почнато горењето, тоа е август 2021 година, значи сме ги изгореле 2,6 милиони токени на Ethereum и да речеме дека значи, за разлика од тоа што сме произведувале претходно POW, односно 4,6 милиони, сме произведувале само по POS мрежата, односно по новата шема, 600.000 токени на годишно ниво. Во случајот 584.000, така. Значи, сега земаме како би изгледало, доколку да речеме претходните 14 месеци ние уствари сме имале POS мрежа. Што ќе ја имаме од сега па понатаму во иднината. Само сакам да ви објаснам да видите како изгледа токеномијата на самиот Ethereum и каде се претвара од инфлационен во дефлационен и каде уствари вие ќе добиете многу голем профит во иднина. Вака. Значи, сега рековме дека Ethereum самиот по себе до сега бил POS, чисто за оваа математичка задача да биде фактички реална и да можеме да видиме која е разликата. Со тоа што мораме да земеме во предвид дека самиот bull market заврши негде на практички почетокот на оваа година и дека овој сегмент од август до почетокот на оваа година беше bull market, но и тоа да го изземеме чисто за да видиме како изгледа кога би имале 2,6 милиони токени изгорени во 14 месеци и при тоа произведени само 600.000 плюс оприлика 100.000 затоа што нели се 12 месеци 600.000 и уште 100.000 би било нели по месечно ниво оприлика, значи би имале оприлика негде околу на оваа ситуација 700.000 токени произведени затоа што 14 месеци, не е 12 месеци. Проблемот е што ја не можам да знам колку моментално се изгорени за 12 месеци, затоа морам да ја поставам задачата вака. Тоа е најголемиот проблем, затоа што на претходната страна можеме да видиме на месечно ниво, а овдека не ми дозволува само да видам колку е overall, односно колку до сега се изгорени уште од самиот почеток. Така да. Значи моментално ние имаме за 14 месеци изгорени 2,6 милиони и за 14 месеци произведени 700.000 токени на Ethereum. Кои што доколку би ги земале во глобала, значи ние оприлика би имале минус 2 милиони токени коини од Ethereum,
помалку на circulating supply на годишно ниво. Што значи дека според овие пресметки на секој 14 месеци ние оприлика го намалуваме, значи самата коини во циркулација за оприлика 1%. Значи ќе земеме чисто за оприлика да ви представам како тоа изгледа. Значи ние фактички поради тоа што имаме 120 милиона circulating supply, да го намалиме, да речем, значи 120 е колку имаме вкупно. И да речеме дека ова треба да го намалиме за овие 2 месеци, што значи дека наместо това би бил, не знам, 1,8 милион, така. Значи што овдека уствари би представувало за ако 1% од 120,5 милиони е 1,25, а ние имаме 1,8 милиони на годишно ниво изгорени токени, тоа да значи дека оприлика, значи ние оприлика добиваме 1,5% дефлација. Што значи дека, грубо кажано, за претходнава година, доколку сме имали изгорени, значи како што рековме овдека, и ова го скратиме за 2 месеци, ние добиваме негде оприлика 1,8 милиони во минус, затоа што сме произвеле само оприлика околу 600.000, а сме добиле, да речеме колку е, во случајот би требало да биде 2,4 милиони на 12 месеци, ние би биле оприлика 1,8 милиони во минус. Значи на крајот од годината ние наместо да имаме производство, ние имаме губење на саплајот и овдека наместо да имаме 120 имаме 118, така, значи оприлика. Со тоа што ние сме намалиле 1,5% од вкупната количина на токени на пазарот за една година. Тоа значи дека вашиот Етериум оваа година цената му пораснала за 1,5% поради тоа што неговиот supply се намалил за 1,5% од вкупната циркулација на коини кои што имаме на пазарот. Значи дали ви е сега јасно ово? Ние фактички на овој начин сме дошли до ситуација наместо инфлација, која што претходно била негде околу 4%, значи она е тој момент кога што имаме 4,13% на годишно ниво поради неговото големо зголемување на коините во циркулација, сега сме паднале, значи на 0,49, а понатаму како се движиме, значи ево, тој е моментот на мрч каде што директно наградата е 10-кувана, значи 3 пати помала, и од овој момент ние уствари, затоа што имаме многу поголемо горење со овој сегмент, за разлика од негово производство, ние влегуваме во негатива. Што значи дека од овој момент па натаму, затоа што произведуваме само 600.000 токени, а во просек гориме, како што може да видите, од 2 до 2,4 да речем милиони, ние постојано ќе бидеме во минус. Што значи дека вие дури само да го чувате Етериум и Етериум да не мрдне нигде со цена, вие пак ќе бидете во профит одредени проценти во однос со тоа колку ќе се изгорат и колку ќе се произведат, нели, разликата на крајот од годината. Нормално тоа понатаму останува да го видиме, затоа што за жал немаме соодветен механизам, значи овој не е overall механизам, истиот нема опции, не можеме нигде да најдеме опција за тоа да погледнеме како бил на месечно ниво, да можеме да ставиме одреден период. Но разбирате која е поентата? Значи ние фактички постојано ќе гориме многу повеќе Етериум отколку што произведуваме. Значи разликата е многу јасна. Ако имате производство од 600.000, а до сега сте изгореле 2,6 милиона, а имаме само 14 месеци од моментот кога сме почнале со горење, значи вие имате голема разлика во тоа колку сте изгореле, а колку сте произвеле. И понатаму, значи вие, еве сега повторно ќе ве прашам, најдеш вие сте корпорација или финансиски сектор, некоја банка, и вие треба да најдете како да алоцирате дел од вашите пари, каде што би добиле соодветен процент сигурно назад. Нели, нема никаде сигурно најголема веројатност за сигурност на профит, а во спротивно имате најмал ризик за што може да се случи со вашата инвестиција. Зошто тоа не би било Етериум? Значи имате намалување на електричната енергија за 99,95%, што значи дека скоро и да не користиш, што има позитивен футпринт, green footprint, не негативен, позитивен, моментално еден од најдобрите компании за искористување на електрична енергија. Во исто време имате токеномија која што наместо да е инфлациона е дефлациона, значи ако вие на пример моментално чувате во долари, вие без разлика дали доларот оди нагоре или надолу, вие на годишно ниво губите 8,2% колку што е моментално, нели, месечната, нормално. Ќе видиме колку ќе биде на генерално годишно ниво инфлацијата, но сигурно ќе биде негде околу 7%, дека вие сте изгубиле од неговата вредност затоа што сте ги чувале цела година во долари. За разлика од тоа, Етериум моментално е едно од најголемите средства, можеби единствено кое што има дефлацион, значи карактер, каде што
circulating supply, односно коините во циркулација се намалуваат и на тој начин вие постојано добивате позитивен процент на крајот од годината само затоа што ги чувате таму. Сега вие ако сте банка или корпорација ќе ја парче повторно, не би ви одговарал ваков тип на инвестиција. А да не забораваме на фактот дека моментално со регулативата и со новите ISO 2002, значи вие го ставате Ethereum на прв план. Зошто мислите дека толку многу брзаа да го направат мрч пред да биде сето ова завршено и пред да влеземе во следниот bull market? Затоа ова се причините. Сега кога ќе го погледнете сето ова, сите овие работи кои што ви кажаме до сега, ја мислам дека е многу јасно зошто Ethereum е еден од оние кои што навистина имаат светла иднина, дури и истите да се влечкаат уште не знам 5 години, ќе имам значи сигурно ќе бидат во на некој начин топ коините кои што се наоѓаат на пазарот, поради тоа што има многу предности за разлика од останатите проекти. А најголемата од се пак ќе кажеме тоа што се прави на пазарот. Потоа, како што ги напоменавме и понатаму, значи тоа се истите предности кои што само ќе привлечат инвеститори и понатаму во Ethereum, за разлика од тоа што би изгубиле во однос на негативните ствари кои што ги имаат моментално во споредба со Ethereum килерите. Значи, како што кажавме, истиот ни е 51% и голема веројатност е дека можеби нема да вложиме повеќе во него, затоа што мораме да ги зајачаме и другите значи холдинзи кои што ги имаме во ова дно, односно овие 50% кои што чекаме да ги инвестираме. Како што рековме, ги чекаме значи изборите на 8 ноември, како и самиот Фед состанок на 1 и 2 ноември, имаме уште еден Фед состанок во декември. Но од онаа анализа која што разговаравме, нели за макроанализата на биткоин, за која што нели разговаравме претходниот пат на нашата ден за анализа во неделата, нормално, значи гледаме дека се наоѓаме во ситуација каде што сме многу блиску до определено дно и ние сме многу блиску до конечно алоцирање на овие останати 50% од стеблкоини кои што ги имаме во нашето портфолио, но нормално очекуваме да видиме што ќе се случи прво со овој месец ноември, кој што може да се покаже како многу негативен за маркетите, што е многу позитивно за нас, ќе можеме да алоцираме многу подобро на финансирање на овој, да речем, долен дел од самиот bear market, каде што како што можеме да видиме во претходните bear маркети, значи ноември се покажал како дното на самите овие циклуси, два претходни во bear market на биткоин и на тој начин фактички да завршиме со целосната алокација. Понатаму имаме нели нормално секојдневни приходи кои што ги имаме на Малта, кои што ги алоцираме постепено, но главно е да го алоцираме нашиот дел кој што сме го оставиле на страна од стеблкоини со цел да направиме целосна алокација на се што имаме во најблискиот дел до дното и потоа фактички правиме, како што рековме и понатаму, значи ќе правиме диверзификација на портфолиото, каде што овие големи портфолија, односно бегови кои што ги имаме, ќе ги разделиме на проектите за кои што разговаравме до сега. И на тој начин ќе правиме се поголема и поголема диверзификација на портфолиото како влегуваме во погорниот и погорниот дел од bull маркетот со цел да можеме да опфатиме што можеме повеќе профит и на крајот нормално обратно DCA ќе почнеме да продаваме како се ближиме до самиот врв. Нормално останете со нашиот канал, значи ние понатаму ќе го следиме ова детално. Значи, како што може да видите, имаме посебни структури во нашиот канал, кои што ги следите за посебен тип на едукација, каде што имаме првенствено, како што може да видите, криптопроекти, каде што ви кажуваме кои се самите криптопроекти, значи оние категории, каде што може да утврдите каков тип на проекти може да ставите во собственото портфолио. Структурата на портфолиото, како што може да видите, е посебен сегмент каде што во моментот каде што се наоѓаме во самиот bull или bear market, ги кажуваме што поседуваме и зошто и што планираме да правиме со него, како и самата алокација и практично враќање на овие средства назад во нашето портфолио, да речем кога ќе направиме профит и нормално како што може да видите имаме постојано да речем вести или тоа се некои секојдневни делови од нашиот канал кои што треба да ви помогнат со техничка анализа, фундаментална анализа. Значи гледате имаме посебни сегменти кои што како такви постојано ги апдейтираме во однос на каде се наоѓаме во самиот bear или bull market во однос на самиот циклус. Затоа, како што може да видите, е убаво да следите целата програма и доколку сте изгубиле, гледате дека сите овие сегменти се назначени со броеви, истите се направени да следат едно по друго во предлози на крајот од видеото, на тој начин да ви биде лесно да може да видите како сме се движеле со тим што сме правеле во минатото и ако може, нели, ако сакате да проверите дали сме кажале соодветни информации во претходен дел, да речеме на bear или bull market, тоа е најлесниот начин да може да ја проверите нашата работа. Повторно, значи ние не го правиме ова за вие да направите профит од нашата работа директно поради тоа што алоцирате како нас, туку ние го правиме ова за да ви помогнеме како заедница да ги споделиме нашите информации со вас и на тој начин
ако имате вие да ги вратите кај нас исто како информации и да направиме една целосна слика и каде би било паметно да се финансира, што би било паметно да се финансира и кога би било паметно, например, понатаму да се извади профит кога ќе следнеме во следниот bull market. Повторно, bull marketот доаѓа, верувате, значи ова се циклуси кои што се, како што реков, многу вообичаени во економскиот свет, ова не е ништо ново. Сите оние кои што очекуваат дека ќе одиме до нула, тоа нема да се случи. Значи прво оние огромни играчи кои што моментално држат огромни суми во крипто, нема да си го дозволат тоа. Така да на тој начин сте заштитени доколку не правите глупости од инвестирање во шиткоини, многу лесно може да дојдете до профит ако сте доволно време на пазар. Уште еднаш ќе ве замолам, било каков тип на поддршка е добре дојдена. Значи, како што може да видите, нашиот канал е се уште доста скромен, значи јас не очекувам некои огромни бројки, но оние кои што го следат нашиот канал како заедница, гледам дека соработуваат со нас и сум презадоволен, но знаеме дека секогаш има повеќе луѓе кои што би сакале да научат за ова. Повторно ќе кажам, значи Македонија нема 10 канали, има еден, за жал. Ја би сакал многу да имам соработка со други канали, со други луѓе кои што работат на македонско ниво, каде што би можел да направиме и подкасти и слично, но за жал моментално Македонија има само еден активен канал. Така да би замолил, доколку имате било какви познаници, било каде што би можеле да направите шер на нашата работа, тоа би било одлично за нашиот канал, затоа што оваа работа, доколку не е споделена со луѓе, е за џабе. Значи, сета оваа едукација која што ние ја правиме во моментов е направена бесплатно само за да дојде до оние луѓе кои што не можат поинаку да научат за крипто и она што доаѓа моментално во светот, а се ограничени најчесто со јазичните способности, што е реалност во денешното време. Така да затоа би ви благодарил уште еднаш за целата поддршка. Јас сум импресиониран од тоа колку нашата заедница работи заедно, че ја добивам постојани пораки на кои што постојано одговарам во однос на нови идеи, во однос на, како што реков, информации кои што не ни се уште познати, индикатори кои што можеби не сме ги примениле, одредени информации кои што не сме ги нашле. Тоа е одлично, тоа беше целта на нашиот канал и се надевам дека тоа само ќе се подобри понатаму, како што може видите ние постојано работиме на ваша едукација и ваше информирање. И се што бараме од вас е мал шер, лайк, subscribe, направете нотификација за да добиете известување кога имаме ново видео. Тоа е се што бараме од вас. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден. Јас се надам дека овој циклус од 4 видеа беа задоволителни за вас. Значи, би напоменал за оние кои што ги пропуштиле претходните 3 да се вратат, затоа и ги имаме во структура на портфолио во работа на тимото на плейлиста. Тоа се последните 4 видеа, односно 4, 5, 6 и 7, заедно со ова Ethereum видео моментално, каде што детално разговараме што поседуваме на самото дно на овој bear market и зошто, и понатаму нормално како почнуваме да влегуваме во bull marketот, ќе го надградуваме повторно нашиот дел од структура на портфолио, каде што постојано ќе може да следите што правиме и зошто на пазар. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и поздрав од Криптогемиџија. Се гледаме во следното видео. По се изгледа во следната нејала. Имајте добар ден.